Во детството на едни други генерации, кои сега се средовечни луѓе, денешниот ден беше најсреќниот ден за сите млади. 25. мај роденденот на Јосип Броз Тито и ден кога со слет на стадионот Југословенска народна армија во тогашниот главен град на сега бившата СФРЈ Белград, председателот ја примаше штафетата на младоста, символичната палка која ја содржеше единствената порака на сите млади од Југославија, а во која беа слеани желбите за мир, толеранција, љубов, солидарност, слобода, независност. Волени друже Тито, ми говоримо језиком и срцем твоим. Ову земју и овој народ ништа не може сломити. Ни данас, ни сутра, никада. На цел глас тогаш се пееше Другар Тито, ние ти се колнеме, од Вардар па се до Триглав. Тоа беше денот на младоста, тоа беше денот на иднината на земјата, која беше високо етаблирана на меѓународната мапа. Но времењата се сменија. Денес од тогашната СФРЈ не остана речиси ништо. Ги снема идеалите, во неврат отидоа идолите. Повозрасните генерации со носталгија се присетуваат на она што беше тогаш. На меѓусебната почит, на разбирањето, на братството и единството меѓу народите и републиките, кои сега се засебни, независни држави, на стандардот, на она секому според заслугите, секому според сработеното. Ама се присетуваат и на војните, кои избувнаа и кои зедоа многу жртви, за да се раздели она што до вчера беше едно и представуваше сила за која сите се залагаа да ја зачуваат. Беше подобро во многу елементи од животот. Се одбележуваше една година тргна штафетата од Прилеп. Таму од кај Југобанка тргна штафетата, Прилепчанка ја носеше за кај Тито. Тоа беше свечено, како да речем, свечено со баријаци, свечено со луѓето, подруго беа тога и подруго е сега. Беше определен како ден на младоста и каде што се случуваше полетност, се случуваше елан. Сите бевме насмејани, сите бевме расположени. Имаше церемонија, штафетата пренесување, дури една Прилепчанка од овде му ја предаде штафетата на Тито во Белград. Прилепчанка. Лилијана се викаше. Секоја година, токму не се сеќава. Времењата се сменија, но спомените останаа. Новите времења донесоа нови идеологии, ама и нови идоли, бидејќи ништо не стои на едно место, а особено не времето, кое, за жал, незапирливо тече. Ама како што рекол и големиот Херман Хесе, нештата сакаат да се повторуваат, само местата и личностите се други.